4 степен декубит и повеќе од 30 бактерии добил Леонид за време на лекувањето во македонското јавно здравство. Само Господ ми рече, изнеси го син ти од таа болница, сведочи таткото. Според докторите кои го продолжиле неговиот третман, семејството направило правилна одлука, затоа што последиците би можеле да бидат катастрофални. Јас ги молев и физикална терапија, ги молев и пластичар да однесам. Не имаме и пластичар, тој се третира како што треба со сите прописи и нишани и стандарди. Тоа беше нивната изјава. Нормално, вие ко родител, ко лаик, не сте доктор, мислите дека сте го оставиле детето во прави раце. А уствари, кога го пребацив јас во приватна болница, кога ми ги кажа сите работи што он ги има во себе, преку 30 бактерии има, декубит од 4 степен го докоска, слика ми покажа, јас сликата ја имам. Откако можностите за лекување и во јавното и во приватното здравство во Македонија се исцрпиле, семејството стапило во контакт со болницата во Австрија. На 5 јануари, на сопствен трошок, докторот Виенската болница го посетил Леонид и дал позитивна прогноза. Му ја сними цела состојба и они да немаа некоја прогноза дека може да му се подобри состојбата, сигурно немаше да го повикат горе. Они се сигурни дека со нивните третмани има подобрување. Тоа го направи они на нивни трошок. Не им го платив ни јас, ниту па државата го плати. Виза е одобрена од австрийска амбасада и да ви кажам искрено, луѓето ја дадоа без пари. Искрено ви кажам, јас зборев и со аташето нивно социјално тука во амбасада. На тоа иде во друга прилика. Да. Имаат едно писмо доставено до ФЗО, нека си го отворат писмото, нека си го прочитаат. Зошто јас детето го однесов од јавна установа во приватна установа? Од фондот се правдаат дека барањето е одбиено затоа што не станувало збор за лекување во странство, туку за рехабилитација која не можела да биде покриена од ФЗО. Во меѓувреме, народот гневен на одлуката се самоорганизира и донира на телефонските броеви и сметки за донација кои се уште активни. Ги споделуваат и имињата на докторите во фондот кои ја потпишале одлуката со која се одбива рехабилитацијата во Виена. Ниту граѓаните, а ниту семејството не одстапува од барањето. Фондот итно да ја преиспита и промени одлуката за Леонид да се лекува во Виена.